на линија професорката Фросина Ременски, која е од Факултетот за безбедност во Скопје. Професорке, добро утро. Добро утро за вас и за вашите слушатели. Еве, ви благодарам што одговоривте на нашата покана, бидејќи вие сте една од стручните лица во Република Македонија, но прв пат сте на македонската радио програма Triple Z овде во Мелбурн. Работите подолго време како професорка за безбедност на факултетот во Скопје, при тоа чие од универзитетот во Битола, нели? Да. Значи, долги години сум во високото образование од 2000 година. Моментално сум вореден професор на факултетот за безбедност. Ја покривам проблематиката од полициското работење, безбедноста, конфликтите, малцинските права, значи се она што се вечно актуелни теми и во светски рамки, но и во Република Македонија. Така, затоа и ние се потрудивме да ве добиеме, да го слушнеме вашето мислење. Најнапред ќе зборуваме сепак за црниот понеделник 24 декември, бидејќи се уште македонската јавност не само во Република Македонија, туку и во Австралија, Канада и Америка не ги добиваат правите информации, бидејќи еве испрема рангирањето на Република Македонија на Репортери без граници се наоѓаме на последно место во Европа, 116 сме во светот, така да информациите многу тешко допираат до обичниот слушател или гледач или читач кај македонската јавност. Би сакал уште еднаш да запрашам, вие можеби сте трета или четврта личност со која разговарам околу овие настани, за да стане јасно каде беше, да кажам, коската во грлото, каде запна, зошто дојде до оние несакани настани во собранието, а уште повеќе мене ме интересира надвор од собранието, бидејќи имаше во собранието беа протерани најнапред новинарите, кои спрема уставот нема никој право да ги тера, ќе се изразувам така народно, да ги тера од собранието на Република Македонија, бидејќи тие се лицето на македонската јавност, лицето на државата, а понатаму дојде до физичка пресметка на обезбедувањето на собранието на Република Македонија, но до денес никој не призна кој е дал наредбата. Најнапред сакам да кажете зошто дојде до тој спор, зошто дојде до тоа точка на вриење во собранието, веќе тоа зоври во собранието, се прелеја капакот на тенџерето, но малку требаше и тоа да биде и на улиците. Црниот понеделник или 24 декември во историјата на македонската парламентарна демократија, ако се уште може држат аргументите дека сме тоа, е забележан како датум на грубо кршење на демократијата во Република Македонија. Предпоставувам дека и вашите слушатели, нашите македонци во Австралија, но и македонците во Република Македонија имаат недостаток на објективно информирање и информации во врска со настаните околу 24 декември. Од тука произлегуваат и различните верзии за настанот. Од една страна власта која што сака да ги прикрие своите пропусти и своето незаконито работење во фазите на донесување на буџетот, се обидува да ги оправдува своите постапки со изнаоѓање на бројни аргументи за тоа зошто дошло до исфрлање на пратениците од собранието, а од друга страна пак опозицијските пратеници и нивните поддржувачи се обидуваат на јавноста во формите кои што им преостануваат, а тоа се протестите, веб порталите и социјалните мрежи, да ја шират својата вистина, која што, верувајте, повеќе држи во тој дел за оправдувањето за постапките. Еве колку за запознавање на вашите слушатели, на нашите македонци, би кажала неколку збора како вовед во прекршувањето на процедурата за донесување на уставот на буџетот на Република Македонија за 2013 година. Значи, на буџетот го изгласаа 69 пратеници, од кои што 65 гласаа за, 4 беа против, без присуство на опозицијата. Но само за подсетување,
неколку часа пред донесувањето и изгласувањето на буџетот заради наводен напад на председателот на собранието од страна на пратеници од опозицијата, собраниското обезбедување, засилено со припадници на Министерството за внатрешни работи од други институции, на невиден, суров и непрофесионален начин, и тоа пред очите на Министерката за внатрешни работи, ги изфрли од собраниската сала пратениците од опозицијата, кои деновите пред тоа го изразува незадоволството од кршењето на собраниските постапки и процедури за донесување на буџетот за 2013. Заради објективното информирање на вашите слушатели, предпоставувам дека имале прилика да слушнат и да погледнат различни верзии за настаните пред, за време и по 24 декември, сакам да истакнам дека донесувањето на буџетот на вака нетранспарентен, недемократски и суров начин во историјата на парламентарната демократија на Република Македонија е невиден забележан настан. Зошто дојде до конфликтот? Што бранија СДСМ, односно зошто беа СДСМ околу председателот Трајковски, а пак што беше толку итно да се донеси тој закон со изфрлање на пратениците? Мислам, тоа е клучот на нашето прашање. Што бараше СДСМ? Дали беа во право, не беа во право? Што бараше владата? Дали беше во право или не? Сакам да бидеме коректни. Так, еве вака. Значи, деновите пред 24 декември, пред настанот во собранието, неосновано и на незаконски начин беше суспендирана расправата по амандманите на буџетот во матичната комисија за финансирање и буџет, со која што председава пратеник од опозицијата. А кој го суспендира тоа? Паралелно со работата на седницата на комисијата за финансирање и буџет започна седницата на законодавно-правната комисија. Законодавно-правната комисија пред време ја започна расправата по амандманите за кои не беше завршена расправата на седницата на комисијата за финансирање и буџет. Тоа беше директниот упат во постапката за донесувањето на буџетот. Пратениците од опозицијата уште на седницата на законодавно-правната комисија основано се побунија на начинот на кој што пратениците од парламентарното мнозинство сакаат да го заобиколат патот и да го скратат времето за донесување на буџетот, односно да ја скокнат амандманската расправа, која што во секоја фаза, дали да е донесување на буџет или донесување на закон, е нормална процедура. Остануваат отворени обвинувањата од опозицијските пратеници за наводно фалсификување на записници од собраниски комисии, со кој во известна истражна постапка би требало да се задоволи легалитетот и легитимитетот на сите постапки што следеа на 24 декември. Овие сериозни обвинувања за прекршувањето на уставот, законите и правата на пратениците кои што се гласници на народот, кои што се побунија и укажаа на нетранспарентноста и незаконитоста на постапката, укажува на еден недостаток на институционален капацитет и политичка одговорност во почитувањето на принципите на владењето на правото и правната држава. Значи, владиниот упат во собраниската процедура за донесување на буџетот зборува и за загрозеноста на законодавната власт од страна на извршната. Само за подсетување на вашите слушатели, на нашите македонци, денови пред 24 декември, заради скратување на времето за донесување на буџетот, владата го повлече за буџетот од собраниска процедура на наводно доработување и го пушти во процедура, значи повторно, на 24 декември директно на собраниска, значи на пленарна седница. На гласање. Токму тој момент на ставање на точка на дневен ред на буџетот за 2013 од страна на председателот на собранието ги предизвика опозицијските пратеници кои што јавно застанати на собраниската говорница сакаат на јавноста која што нели ги гледа преносите на собраниските седници на третиот собраниски канал да им укажат
дека тоа е незаконит и нетранспарентен начин на носење на буџетот без претходно завршена амандманска процедура. Во штурото објаснување на образложението за буџетот за 2013 година, министерот за финансии воопшто не спомна зошто се барале амандмански интервенции во буџетот, а тие беа во насока на скратување на трошењата на владата во непродуктивни трошоци и вистински капитални инвестиции, односно некапитални инвестиции, како што ги именува владата, во споменици и во тоа што не носи профит, туку реално инвестирање во производствени капацитети кои што на Република Македонија ќе и донесат една по-перспективна економска и социјална стабилност. Поведени од идејата дека треба да се донесе буџетот, а претходно поддржани и од бројни фантомски издруженија и групи на граѓани кои што го поддржуваат донесувањето на буџетот, а се разбира тие беа во партиска и политичка координација со власта, се вршеше притисок и на медиумите и на јавноста со убедување и тези дека наводното недонесување на буџетот за 2013 година ќе го закочи целокупното функционирање на државата и на институциите. Во целата работа беше многу и за македонската и за стручната, мислам за општата и за стручната јавност, беа малку, знаете, злоупотребени повеќе правата на социјално загрозените граѓани, на пензионерите, на сите оние кои што, верувајте, за македонскиот стандард имаат прениски примања, за да вие во вашите политички манипулации кажете дека доколку не се донесе буџетот, вие нема да земете социјална помош, нема да земете пензија, нема да земете плата, иако во историјата на парламентарните демократии и на носењето на буџетите имало пракса каде што буџетите се носеле и по навлегувањето во новата фискална година, бидејќи државата има пропишано механизми како функционира државата и како се вршат плаќањата и финансиските трансакции на недонесени се уште неизгласан буџет. Заради кршењето на целата процедура, преопозицијските пратеници останаа вечерта, значи спроти 24 декември во собранието, токму за да укажат на дента на кршењето на тие процедури. Проценката на председателот на собранието била дека постои безбедносна опасност, односно загрозување на безбедноста на пратениците, и наредил, значи се уште останува енигма, кој го нареди исфрлањето на пратениците од собранието, затоа што присуството на Министерката за внатрешни работи на седницата на собранието, на кое што немаше на дневен ред точка која што бараше присуство на министер за внатрешни работи во тој момент, укажува на една координирана и смислена акција за исфрлање на опозицијските пратеници од собранието. Во истиот момент, значи во периодот кога се случуваат настаните во собранието, пред собранието на Република Македонија протестира опозицијските поддржувачи и представниците на политичката партија Социјалдемократски сојуз од едната страна, а од другата страна поделени со политички кордон протестира, би рекла, фантом здруженијата и групиите кои што и деновите пред 24 декември се јавува со гласна поддршка за донесување на буџетот, но политичката манипулација беше видлива, бидејќи во своите говори тие го обвинува лидерот на опозицијската Социјалдемократски сојуз за наводно лошиот економски и социјален статус на сите граѓани на Република Македонија, заборавајќи дека Социјалдемократскиот сојуз 7 години не е на власт. Во јавноста и во Република Македонија, предпоставувам и надвор од Република Македонија и во Австралија, многу се манипулираше со тезата дека
лидерот на опозицијата Бранко Црвенковски тргнал на својот народ, дека сакал да се конфронтира и да се судри со подржувачите за донесување на буџетот, односно граѓаните кои што протестираат од спротивната страна, што не е точно, бидејќи кога опозиционите протестанти го ја слушнаа веста дека во собранието насилно се изфрлаат пратениците од собранието, се проби полицискиот кордон, но не со намера да се тргне кон народот кој што протестираше од другата страна, туку да се излезе во пресред на пратениците кои што во тој момент излегува изгонети од собранието. Дали можем да ве прекинам? Да, повелете. Дали во тој момент може да се смета дека со сила можеше да се превземи власта во Република Македонија? Не се согласувам со тезата дека можела да се преземе власта, бидејќи поаѓајќи и од полициското постапување, значи кордонот не беше поставен спроти собранието, протестантите од опозицијата не тргнаа кон собранието, туку тргнаа по споредниот пат до собранието, значи не ни успеа да стигнат до таму, бидејќи полицијата интервенираше, додека не ги пречека своите пратеници од опозицијата. Знаете, се манипулираше и со тезата дека во Република Македонија бил спречен државен удар. Да, знаете, тоа ме интересираше. На нашите студенти на факултетот за безбедност ќе испаднете во најмала рака смешни, бидејќи државен удар и насилно преземање на власта во историјата на државите и на државните удари во минатото се случувало само со помош на војската и на полиција. На војската и на полицијата. Ние Добро. тоа воопшто го немавме во Република Македонија, за да се манипулира со таа опасна теза, за да се прикрие и да се сокрие незаконитото постапување на власта преку своите органи и институции. Добро, сепак мене ме интересира, односно јас сакам да ви се заблагодарам на ова чисто објаснување што објаснавте, значи каде беше коската од рибата во грлото закачена и зошто дојде до тие, зошто дојдоа немилите сцени. Република Македонија на 24 март излегува на локални избори. Опозицијата е надвор од институциите. Дали ќе бидат легални или односно дали опозицијата ќе оди или е исправно тоа што не оди? Кое е вашето мислење? Во врска со локалните избори на 24 март кои што ги распиша председателот на собранието и веќе течат фазите за објавување на кандидатури за градоначалници и советнички листи од страна на пратениците, односно на представниците на владеачката партија, но и предходно во една предходна фаза на дел од кандидатите од опозицијата е постапка која што трае. Меѓутоа, јасен е ставот на опозицијата дека нема да учествува на локалните избори, се додека не се исполни барањето, кое што е воедно и дел од барањата се и препораки од ОПСЕ и од ИХР за прочистување на избирачкиот список и за вметнување на одредбите со кои што јасно во изборниот закон ќе се направи разделување помеѓу партијата и државата, на парламентарните избори во 2011 година го немавме тоа. Меѓутоа сега е касно за парламентарни избори, уште повеќе што јас од моје искуство и моите проценки се дека до септември и понатаму нема да има парламентарни избори затоа што во Австралија нема ни амбасадор, нема ни конзул, така да нема можност тука за организирање на пратеник како и во Австралија и Канада и Америка, нели тројцата од иселеништвото. Но мене ме интересира додека нашите си ги извадија очите меѓусебно, така да кажам во наводници,
албанскиот блок на се познати такви ситуации кога македонците се спротивставиле. Да, меѓутоа од друга страна тоа е жалната историја на Македонија, која што за жал во овие денови јас како македонка, како патриот по дела не би сакала да се ставам во ситуација да судам за постапките на македонци кои што не и прават добро на Република Македонија, бидејќи патриотизмот во 21. век не е ист со патриотизмот во 19. и 20. век. Мислам, тој се покажува со други дела и мисли. Професорка, очигледно е дека ќе го загубиме Кичево, виталниот столб на Република Македонија, на македонштината. Од една страна албанците се организирани комплетно, трите политички партии, едната на Руфи Османи, другата на Тачи и Али Ахмети, додека нашите се уште не можат да седнат на маса, а не да се договорат. Тоа е национален интерес, нели? Така е. Знаете, за евроатлантските интеграции во Република Македонија постои општиот консензус во меѓу политичките партии. Меѓутоа, кога станува збор за прашања од национален интерес, тука мислам дека можеме да зборуваме слободно, дека македонците ретко се обединиле околу внатрешните национални интереси по прашање на одбрана на обележијата на македонскиот идентитет внатре. Случувањата од 2011, јас ќе ве врата малку назад. Немаме многу време, имаме уште 4 минути. Немаме многу време, меѓутоа власта која што е во ВМРО ДПМН, која што е во коалиција со Демократската унија за интеграција, во 2011 година го договори амнестирањето на воените злосторства, што според меѓународното право се дела кои што не застаруваат и не подлежат на амнестија. Фактот дека Република Македонија во 2011 година ги погази сите конвенции кои што претходно ги има ратификувано од Обединетите нации и го дадоа меѓународно правниот субјективитет како држава, зборува за еден невиден преседан во меѓународното право за амнестија на воени злосторства. И сакам само ова мое укажување да биде еден од аргументите дека во Република Македонија што и да се случи веќе понатаму по прашање на меѓуетничките односи и дозволувањето на кршењето на процедурите и на законите од страна на албанците, мислам дека нема политички капацитет. Гледајте го само политичкиот капацитет на власта, кога вчера во Тетово Рамуш Харадинај ги прими почестите за почесен граѓанин на Тетово, изгласано од Советот на општината без Бадентерово мнозинство, односно без присуство на македонските советници во собранието на Советот на општината и со неприсуство на церемонијата вчерашна, ако така може да се каже, на доделување на почесни одлекувања на човекот кој што имаше свој удел во конфликтот од 2001 година. Манипулацијата со законот за бранители, кој што сака да се прикаже како помош од страна на владата за бранителите, односно за припадниците на безбедносните сили кои што учествуваа во конфликтот од 2001 година, зборува за уште една политичка манипулација со граѓаните кои што недоволно ги разбираат работите, а нема кој да им ги објасни, бидејќи медиумите, како што знаете, пласираат само провладини информации, се стеснува просторот за друго, односно независно информирање. И не случајно е 116-тото место од Репортери без граници кој што го добивме и верувајте, мислам дека ако во моментот направат скенирање на медиумските слободи и слободата на граѓаните на слободно изразување на својата мисла и академската слобода, ќе добиеме многу полоши оценки од 116-тото место. Тука е, за жал, болката со која што ние граѓаните на Македонија живееме секојдневно, но предпоставувам дека македонците во светот каде и да се исто така ги чувствуваат
ја чувствуваат разединетоста на политичките слоеви во Република Македонија и тоа во македонскиот блок, што не оди во прилог на обединување околу националните интереси на Република Македонија, независно дали се како услови за членство во Европската Унија и НАТО или пак се за донесување на политички одлуки во Република Македонија. Професорке, мораме да ме пропуштиме програмата на Грчката заедница. Ви благодарам за исцрпните информации и независното ваше гледање. Се надевам дека и нашите слушатели се задоволни од вас. Јас искрено ви благодарам и до слушање. Задоволството е мое. Поздрав до сите македонци во Австралија и во светот кои што ве слушаат. Поздрав и до слушање. Слушање. Почитувани слушатели, разговор водевме со професорката Фросина Ременски по